Кога дискутирате за политика со просечен скандинавец, поголема е веројатноста тој да не познава голем дел од своите политичари, но доколку разговарате со просечен граѓанин на Македонија, би се изненадиле колку е упатен во имињата, функциите, па и разни детали од животот на политичарите. Сепак, дури и политички упатени од просечен македонски граѓанин, знае понекогаш да се изненади кога на политичките штици ќе заигра нов, млад актер. Дали знаеш кои се Стефан Богоев и Лука Кржаловски? Истина ви кажам, не ги знам. А Беким Мемети? Па и него не го знам. Младите политичари во Македонија ги познаваш кои се, што се? Видете, ние со политиката не се занимаваме, ние сме млади. Стефан Богоев е градоначалник на Карпош, а Лука Кржаловски мислам дека е новиот председател на УМС. А Беким Мемети дали го знаеш? Не. Од младите политичари ги знаеш, не ги знаеш, како стои? Па не ги знам, само овие двајца дека се појавуваат као спонзор на Facebook и на социјалните мрежи. Дали знаеш кои се Стефан Богоев и Лука Кржаловски? Не знам. А Беким Мемети? Не. Младите политичари во Македонија ги познаваш? Никого не познам младите политичари, не ме интересира политиката. А дел од тие млади актери, кои повеќето од граѓаните не ги препознаваат, веќе се на одговорни функции. На граѓаните им поставивме и прашање каде сметаат дека е клучот за просперитет на еден млад политичар во Македонија. Дали е тоа одговорноста, работата, квалитетот или сепак се работи за врски. Мнозинството сметаат дека клучот не е во првите 3 наведени работи, туку дека сепак се работи за некои други релации. Дали навистина во Македонија вака изгледа почеток на една политичка кариера? За оние што не знаат, Стефан Богоев има 28 години и е градоначалник на општината Карпош. Му пристапил на СДСМ уште во време на длабока опозиција, кога власта не била ниту на повидок. Во периодот кога бев избран за председател на Социјалдемократската младина, тоа е пред 4 години, беше прилично лесно да се процени со кого можеш да работиш и кој има искрени побуди, бидејќи тогаш бевме на вистина далеку од промена на власт и далеку од доаѓање на СДСМ начело на државата. Од тука ретко кој во тој период беше дел од Социјалдемократската младина со побуди некакви лукративни за вработување или да просперира во животот преку партиската книшка. Нормално, за жал, таков е менталитетот во државата, би рекол и на Балканот, ако не и пошироко. Еве, откако пред една година се промени власта, па се промени и пред неколку месеци и на локално ниво, нормално приоѓаат се повеќе млади луѓе кои што сега им се побудила идејата да бидат млади социјалдемократи. Богоев наскоро ќе се повлече од позицијата лидер на Социјалдемократската младина и ќе се посвети целосно на општина Карпош. Тврди дека патот до партиската и градоначалничката функција биле се, само не лесни, и се погрижил зад себе да остави здраво младинско јадро. На спротивниот тас од политичката вага, со борба допрва ќе се соочува Лука Кржаловски од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Како и на новиот партиски лидер Христијан Мицкоски, му предстои многу работа за да ја врати довербата во својата политичка опција. Потребно е време, потребно е еден период да видиме кој од какви побуди членува и доаѓа кај нас. Знаете, едно е кога си член во опозиција, друго е кога си член на власт. Но битно е дека сме отворени за соработка и битно е дека секој има можност да дојде во нашата организација, во нашата младинска и да придонесе во неговата сфера на делување. Сепак во однос на довербата и кој како гледа на работите, дали од идеолошки или од клиентелистички аспект, ние ќе бидеме тие кои што ќе го следиме тоа. И во подмладокот на најголемата партија на албанците во Македонија ја бранат истата теза. Функционер се станува по заслуга, а не со врски. Pa marr parasysh se dikush mund edhe të thotë që është lehtë ose mund të definojë një sen tjetër, domethënë se përket kësaj se është lehtë të merresh me politikë dhe nuk ka përgjegjësi. Unë e them të kundërtën, ka shumë përgjegjësi sepse edhe një fjalë që thuhet nga një person zyrtar, qoftë ai forumit rinor apo ndonjë organi tjetër, ajo ka vlerën e vet, ka peshën e vet dhe si e tillë mban përgjegjësi të mëdha. Ако се погледнат внимателно изјавите на подмладоците од големите партии, еден од нивните основни проблеми е од мноштвото млади членови да ги изфилтрираат оние кои имаат квалитет, но и нешто повеќе од само желба за функција. Кај малите партии,
Се работи на индивидуално подготвување и подобрување на секој член, бидејќи и ги нема многу. Многу е важно на членовите да им кажете дека само личниот интерес на долг рок не дава никаков резултат. Затоа што јас често споменувам и на моите членови во политиката исто како во фудбалот. Ако како колектив сте јаки, тогаш сигурно вашата екипа ќе покаже одлични резултати долгорочно. Ако само како индивидуи сте јаки, тогаш тоа дава резултат, но на краток рок, воспротивно на долг рок постои ризик да исчезне екипата, односно во конкретниот случај политичката партија како политички ентитет на сцената. Особено ние како помали партии, да работиме тимски, за да може да не бидеме изедени од поголемите. Потребна е голема работа да се смени тој мајндсет, да се смени тоа дека политичките партии не се бира за вработување, дека желбата и начинот на активирање во политичка партија треба да се носи од самото тоа што сакаш да придонесеш за нешто подобро, што сакаш да придонесеш за некоја промена, што сакаш да видиш, за некоја промена што сакаат другите да видат за една подобра своја средна и подобра држава. Ние како зелен подмладок на зелена политичка партија, самата идеологија ни дава да речеме на мала помош да привлечеме поголем број на активисти. Алијансата за албанците за релативно кусо време привлеча доста приврзаници, а за себе знаат да кажат дека е така, бидејќи се партија која помеѓу останатото им отвора пат токму на младите. Unë jam realist dhe duhet ta pranojmë që politika është shumë e rëndësishme për çdo sferë të jetës. Ajo është inkuadruar në çdo sferë dhe unë jam inkuadruar në politikë që ta ndryshoj këtë. Të rinjt dhe njerëzit duhet të punësohen jo për nga libreza partijake, por për nga profili të cilit i takojnë, për nga profesioni të cilin e kanë kryer dhe sigurisht për nga ambicjet të cilat ato i kanë. Предводниците на младиот бран се свесни дека дел од разочарувачката слика за земјата и тоа што младите партиски активисти се честопати перцепирани како безгласни лепачи на плакати и фејсбук револуционери, кои немаат суштинска улога, но без разлика на политичката припадност, сите сакаат да ја сменат оваа слика. Велат дека нивните врсници можат и треба да направат разлика, а политичкиот активизам е еден од легитимните начини на притисок врз владините политики. Субвенционирањето на приватниот сектор за да вработува млади луѓе, ако вработите млад човек, да бидете ослободени од одредени давачки кон државата. Тоа треба да го поттикне вработувањето на младите. Тоа беше исто наша идеја, како младина, владата сега ја спроведува. Таа нели има за цел да ги вработи младите да останат тука. Секој млад човек во Република Македонија не смее да се потцени, нити смее да биде разочаран, нити фрустриран. Секој млад човек треба да биде максимално почитуван и секој млад човек во Република Македонија треба да му бидат загарантирани неговите права. Не смее да има дискриминација, треба да поттикнеме солидарноста кај младите луѓе и треба пред се да го поттикнеме и да го зајакнеме учеството на младите луѓе во донесувањето на одлуки. Raste konkrete ka patur edhe iniciativa të ndryshme tash së fundi edhe me ligjin i cili do të përgatitet besoj në të ardhmen për të rinjt që edhe ato të parashihen, të kesin hapësirën e vet në për vendbanimet e tyre, në qytetet e tyre, në organet e shtetit të cilët ata mund të kontribojnë dhe besoj se mund të bëjnë më të mirën e mundshme. Останатите партии, иако бројчано помали, со издржани проекти можат да бидат рамноправен партнер на поголемите, велат другите млади лидери. Како подмладок поднесовме иницијатива до владата со конкретни мерки како би се реализирал проектот субвенциониран студентски оброк, но постојат и низа други прашања кои што треба да ги отвараме со останатите политички подмладоци, младински здруженја, невладин сектор. Ne ndihmojmë të rinjt, domethënë fillimisht duke u kyçur në këtë pjesë, duke u kyçur në politikë dhe duke u marrë me një sër aktivitetesh, duke munduar të arrit domethënë interesin e qytetarëve, e moshatarëve tonë, që domethënë të mirën me projekte, të mirën me obligime kryesisht, sepse shumica e të rinjve për shkak të mungesës së obligimeve janë ata të cilat domethënë migrojnë më së shumti. Domethënë nuk është një zgjidhje që të ikësh dhe ti largohesh problemin. Dikush patjetër që të përballet me atë problem. Ashtu edhe unë kam vendosur që të jem këtu dhe të përballem me këtë problem dhe pse jo ti gjej në zgjidhje. Секој што заслужил, секој што е учен, секој што се надградил, си го заслужува своето место, треба да си добие вработување во својата држава. Најбитно е заедништвото и континуитетот во заедничка работа. Така само ќе добиеме некаков производ, некаков заеднички успех.
Политичкиот активизам секако не е единствениот начин на борба за подобар живот на младите, но редица истражувања, како она на Меѓународниот републикански институт ИРИ од август минатата година, покажаа дека политичките партии се водечка форма на здружување во државата. 42% од граѓаните се членови или размислуваат да бидат членови на партија што е повеќе од оние што одговориле дека никогаш не биле и нема да бидат членови. 41%. Според истото истражување, во август, 71% од граѓаните биле согласни со мислењето дека политичарите немаат слух за потребите на младите. Какво е мислењето сега, свежи податоци нема, но нема ниту сомнение во една работа. Како младите политичари, така и оние сениорите, најодговорните, ќе треба на вистина да се потрудат за аеродромите во крајна линија да се користат само за туризам.